пријателски надпревар помеѓу македонската фудбалска репрезентација и Саудиска Арабија пред квалификациите кои што следува. Деталите утрово ќе ги дознаеме од мојот колега, односно нашиот колега Бранко Чупевски, кој што е дел од националниот состав кој што патува за Чешка. Бранко, добро утро, како си утрово? Добро утро, Ани. Од утринската програма ми остана станувањето рано, меѓутоа легнувањето доцна сега стапува на сцена затоа што нели Евробаскетот се игра и останатите спортски надпревари се е до доцна навечер, па малку со легнувањето имаме проблем, меѓутоа ќе се научиме и на тоа. Да, веќе во 8 часот патувате? 8 часот се упатуваме кон аеродром, 10:30 е летот за Прага, за Чешка. Какви се очекувањата од надпреварот кој што ќе се одигра утре вечер? Па од 17 часот пренос на македонската телевизија, дуелот меѓу Македонија и Саудиска Арабија, пријателски втор надпревар на овие две репрезентации. Првиот беше 2022-та, загубивме 7:0, меѓутоа резултатите на овие мечеви не се нешто спектакуларно важни и битни за сивито на репрезентацијата и за формата. Најважно од се е селекторот да им даде шанса на оние кои што не шутнале топка од почетокот на сезоната, се многу важни за нашата селекција и на оние кои што немаат многу минути да одиграат, да влезат во ритам, да влезат во шема, во наводници, жаргонски кажано, нели, и да можеме да го дадеме недоброто од нас во компетитивните надпревари кои што следуваат во групата за светското првенство во квалификација. Има ли нови имиња во националниот состав? Па ќе ротира постојано селекторот, ќе видиме кој ќе настапи, кој нема да добие шанса. Генерално сите фудбалери кои што се максимално подготвени се тука во составот, сега нема да шпекулираме со имиња, неблагодарно е, нели? Меѓутоа ќе видиме што селекторот Благо Емилевски решил, му веруваме, долги години е на кормилото на нашата репрезентација, ги сериозните резултати овој период, така што очекуваме и во оваа група да на крајот да се бориме до последниот надпревар за една од првите две позиции кои што водат директно или индиректно до Мундијалот. На првото место сме, многу убаво изгледа табелата, имаме 8 бода по 4 надпревари, меѓутоа тука сериозен кандидат е Белгија, која што има само 2 надпревара одиграно, има 4 бода. Реми игравме со нив на првиот меч, се надеваме дека и на вториот ќе извлечеме позитивен исход. Еве го и распоредот чисто. Македонија прво игра со Лихтенштајн на 7 дома, па на 10 октомври играме на гости кај белгијците, на 13 играме дома со Казахстан, потоа играме на 13 ноември, денот на Скопје и роденденот на некој од нас, нели, со Лихтенштајн дом, со Летонија дома. Тогаш очекуваме победа. Па нормално, добро, тоа е исто така пријателски надпревар и на 18 ноември гостувањето кај Велс, тој надпревар може да биде круцијален, може да решава, така што има возбудливи мечеви што не очекуваат и се надеваме дека нашите фудбалери ќе се радуваат на крајот на пласман уште едно големо надпреварување. Какви се шансите за пласман на светско првенство со оглед на ситуацијата досега и оние надпревари кои што не очекуваат? Па шансите се изедначени и шансите се големи како никогаш досега. Може би онаа шанса што имавме во баражот со Италија и победата, па потоа поразот од Португалија беше досега неголемата, меѓутоа оваа репрезентација покажува стабилност, оваа репрезентација покажува континуитет. Одамна немаме некакви спектакуларни имиња во нашиот фудбал, меѓутоа оние што се наши први звезди се во топ форма, се мощни квалитетни фудбалери, секогаш гинат за националниот состав. Кого и да повика селекторот е тука да даде се од себе. Се разбира, тој решава и федерацијата заедно решаваат кој ќе биде дел од националниот состав, меѓутоа ритамот кој што го имаме последниве години ни дава за право да се надеваме дека можеме да победиме секого. Имавме неколку спектакуларни победи, ќе се потсетиме на гостувањето кај Германија, италијанците исто така. Имавме и неколку сериозни порази, меѓутоа тоа е составен дел од спортот. Оваа група е мощна и задначена, до последниот свиреш се надеваме на судијата дека нема да биде јасно, нема да биде решено кој ќе оди понатаму и дека ќе играме возбудливо до крајот и се надеваме на пласман, нели? Спомена директен пренос на македонската телевизија, меѓутоа за сите оние кои што нема да можеме да бидеме таму, на 7 тука сме домаќини, во недела. Така, да, исто така пренос на македонската телевизија, поддршка, полни трибини, се разбира, арената Тодор Проевски е скроена според некои пресметки да за особено вакви големи надпревари да има капацитет доволен за публиката која што е кај нас, иако мене лично ми е жал што на пример и на домашното првенство нема публика, екипата на Вардар се враќа во сериозно рува, сега можеби не е време за тоа да зборуваме, меѓутоа работнички игра добро. Треба од тука да почнеме, треба културата за фудбалот да си ја негуваме и да почнеме и на клубско ниво, без разлика кој како игра, тоа се наши деца, наши фудбалери.
Тие денови треба да бидат празник на фудбалот, особено деновите кога игра националната селекција. Да, очекуваме полни трибини, инаку македонската телевизија во текот на денешниот и утрешниот ден ќе има бројни јавувања од Прага. Носиме линк со нас, ќе се јавуваме во сите информативни изданија, во спортскиот блок. Утрината и во утринската програма ќе се вклучиме, репортажа подготвуваме за петок, уште од сега почнавме да снимаме за петок во утринската програма, така што ќе има богата понуда на она што ќе се случува таму во Прага и ќе може да го видат нашите гледачи. Да, полни трибини, се разбира и родители кои што коректно навиваат, се наоѓаме во близина на терените на Фудбалската федерација каде што се одигрува детската лига, наскоро започнува. Так. Често сме зборувале на оваа тема, меѓутоа често ќе гледаме и спорт во на програмата на македонската телевизија. Може ли накоса да најдеш што се ќе се случува до крајот на годината? Па добро, до крајот на годината ќе одиме стандардно со понудата што имаме за квалификацијските надпревари на македонската телевизија, тука и домашното фудбалско првенство. Ќе се обидеме младинскиот спорт што повеќе да биде застапен на нашата програма, затоа што го заслужува тоа. Ќе се обидеме да ја шириме спортската култура, ги спомена родителите на навивањето. Ќе се обидеме да влијаеме позитивно и на тој момент едноставно да сватиме дека спортот не е мегдан за пресметки, не е мегдан за фрустрации, за комплекси, туку спортот е место каде што треба да се негува пријателство, единство, братство, нели како што сакавме во минатото да кажеме, место каде што треба да создаваме квалитетни луѓе кои што ќе го носат општеството. Инаку ќе има многу кошарка на македонската телевизија, ќе има многу ракомет, Лигата на шампионите, домашното првенство, АБА 1, АБА 2, сето тоа се потоа понатаму зимските олимписки игри. Се надеваме дека со богатата спортска понуда и до крајот на годината ќе ја задржиме публиката и во новата 2026 баш овие денови со колегата Драган Николовски подготвувавме годишната програма, така што имаше многу запишување таму, многу страници. Благодарам Бранко на одвоеното време, посакувам успех и се гледаме во недела на Градски, се разбира. Се разбира, да, се гледаме на екраните денеска и утре, а во недела на Градски секако за сите за нашата фудбалска репрезентација. Благодарам уште еднаш. Студио